Почитувани гледачи, здраво живо и повторно заедно со музичката емисија Векови ноти. Во оваа емисија ви приредуваме едно изненадување, а тоа ќе рече дека нашиот гостин ќе биде заедно во друштво со градскиот хор и нивниот репертоар ќе биде на прво место. И време за најава на нашиот гостин, а тоа ќе рече Митко Шопов. Морам да го прочитам тоа. Значи именјаци сме. Добре дојдовте во студиото на Ирис телевизија. Добро ве најдов и на почетокот сакам да ги поздравам сите гледачи на телевизија Ирис и посебно вас како водител на оваа прекрасна емисија која мислам на ова ниво, на ова поле во градот ја препороди културно-забавната програма и емисија на телевизија Ирис и пошироко. Да кажеме дека твојата лична музичка карта во кратки црти. Па вака, јас сум на возраст од 60 години, имам две ќерки прекрасни, сопруга Виолета, и работам како секретар во основното училиште Славејко Арсов во населба Баби. Повеќе од 5 години, па здравје, ако ме служи здравје до пензија, да останам таму. Твоите први почетоци музички? Тоа е многу интересно за публиката, сигурно? Па јас вака хронолошки ќе се обратам до гледачите да ме запознаат подобро дека јас имам афинитет кон музиката уште од мали нозе. Така, например, почнувајќи од 8 до 8-летката, тогаш беше 8-летка, па и во средното училиште со моите другари, тука ќе го спомнам Кире Ѓуров, ние бевме другари, бевме поголемо друштво и секогаш во секоја прилика за свој кеф, на сите забави, разоноди што ги организиравме, па и на серенади, многу пати одевме и главниот штимул, главните, мислам, разоноди, главните забави ги правевме јас и Кире Ѓуров, утимавме, не сега да испадне фалба, најдобри гласови, гласовни можности, ја правевме целата весела за свој кеф, за своје расположение. И иако имав афинитет за и слух за музика, мислам, уште од тогаш некои ми предлагаа да одам понатаму, да учествувам на некои приредби, фестивали, да се пријавам, но јас останав во рамките на моето расположение, на моите средби со другарите, со забави, со седенки, порано ги викавме и матинеа, другарски вечери и така. И серенади. Значи, да, и серенади, така да
си пеев за своја душа, свој кеф со друштвото. Секојдневно музички живот, нели? А? Така. И ова да спомнам дека служи воен рок во Ниш. Во Ниш и таму пее во големиот воен хор во Ниш. Ме препорача там командирот кога ме слушна како пеам и мислам и тогаш бев исто активен на музички план. Нашиот денешен гостин Митко Шопов има двојна улога затоа што во музичкиот дел ќе учествува со градскиот хор кој што постои повеќе години. Се сложуваш, нели? Да, така е. Така е. И понатаму одиме со музичка песна од градскиот хор. Го продолжуваме разговорот со нашиот денешен гостин. За твоите први почетоци него доискажа оно што требаше. Продолжи со тој дел? Да, во врска со овие мои први почетоци сакав да дополнам дека бев запишан во средното музичко училиште на инструмент виолина. Но виолината тогаш нешто не ми исполнуваше, не ми беше по кеф. Јас сакав да се запишам на клавир, бидејќи мојот покоен татко Љупчо сакаше многу армоника и они беа исто музикални со мојата мајка и вика и од тој ми рече дека ако се некој запише или јас или брат ми Венцо да се запишеме на армоника. И затоа јас бајав да се запишам на клавир, да свирам, но бројот беше исполнет. Па така ми дадоа виолина. Па така, не знаеки дека виолинот исто е добар инструмент, јас повеќе обрнав внимание во средното музичко училиште со големиот оркестар Филхармонијата на Сергеј Михајлов. Тогаш го памнам и тогаш многу слушав и ми се многу свигеше и просто не одев ни на час по виолина, а го слушав големиот оркестар Филхармонијата со која раководеше Сергеј Михајлов. И така, по една година сам се откажав од инструментот виолина, само што зачекори во тајните на ижиците на виолината, ме молеше тогаш покојниот Мице Јорданов, учителот, да продолжам. Јас бев на виолина кај Миленковиќ, покојниот Миленковиќ, но некако нема волја и изгубив. А сега гледам дека сум направил голема грешка, бидејќи слушајќи го маестро Џорлев,
па оној дечко на оркестарот на Милан Завков, па нашиот покоен Енвер Мачев. И сега ми е многу криво што не продолжив, а како што имав слух и за песна и за ќе бев добар музички. Немаш време да се поправиш сега? Нема, тоа е више минало и готово. Минато свршено време, и многу ми е жал, но тоа е тоа. Тогаш имав други размислувања и така се случи. Оркестарот на Сергеј Михајлов беше од основното и средното музичко училиште. Да, во средното, јас мислам дека беше во средното. И основното имаше. Да, тоа беше под гимназијата, тука одржав музичко училиште, под гимназијата, тука беше стрелиштето. Така, и стрелиштето до него, тоа многу убаво се сеќавам и многу ми се свиеше, ги слушав по 3-4 сата ги слушав. Од 1975 година е средното музичко во местото Свети Рангел. Така, Свети Рангел, да. Така, да. И тоа го носи неговото име и презиме. Господине, дојдовме и до главното прашање. Формирање на градскиот хор. Колку време постои? Мала историја за тоа? Така, ќе кажам дека градскиот хор некаде се формира околу 2009 година по поделбата на пензионерскиот тогаш хор на два дела, и едниот дел, групата на пензионери, дојде и го ја презема диригентската палица Стојан Поп Димитров, и бев повикан јас од некои членови што ме познаваа од пензионерите, и го формиравме градскиот хор начело со Петар Пиков. Ја користам оваа можност да му се заблагодарам на диригентот Стојан Поп Димитров, кој всушност, како да кажам, ме воведе во првите хорски композиции, првите хорски композиции, магии и во хорското пеење. Значи, и многу сум му благодарен, бидејќи тоа ми ја даде основата на хорското пеење. Мојот глас, тогаш пеев јас втор глас. Добар методичар беше. Така, втор глас пеев, втор глас и така да... Тенор 2. Да, тенор 2. Исто да кажам дека скоро 80% од тие членови беа, како што реков, и со самиот назив пензионерски хор. Пензионери беа да речеме повеќето преку 70 години, но сепак обстојувавме, одевме тука на ниво само бевме во границите на Македонија, не излеговме некаде надвор да пееме, учествувавме тука на овие наши приредби што се и на Штипска разгледница, па бевме на Каменичко лето, во Каменица, каде што не поканија Радовиш, сакам да кажам во рамките на Македонија, а надвор од Македонија не излеговме додека не се формира новиот состав на... Инаку сте мешан хор, нели? Да, мешан хор, има женски и машки вокали. Пеете двоглас или троглас? Па пеем и двоглас и троглас пееме, да. И така, тоа беа првите почетоци на хорот. Тогаш сакам да кажам дека песмарицата на тој градски хор ја сочинува староградски песни, изворни староградски песни, а пеевме и некои странски, например, руски песни пеевме неколку, како Уралска, Бинјушка, подмосковски вечери ги спремавме и така обстојувавме. Ние за тоа ќе продолжиме со вашиот репертоар, со вашата диригентка Ивана. Следува минути со градскиот хор. Зурли треште на срцело да панчука рум-дум-дум, зурли треште на срцело да панчука рум-дум-дум, млади моми Евгени до две ора бијам, млади моми Евгени до две ора бијам, рум-дум-дум, 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 млади моми Евгени до две ора бијам, млади моми Евгени до две ора бијам, оздолине сакал деду засукал
Господин Шопов, го продолжуваме разговорот. Лично ме интересира новиот состав на градскиот хор. Добро. Колку време сте во нов состав? Па, по нов состав ме 3 до 5 години. Прво, после диригентот Стојан Поп Димитров, начело на градски хор дојде покојниот Ангел Авчев, со кој исто така имавме многу големи успеси. Учествувавме на Охридски староградски средби, Битола фест, каде што освоивме први место убедливо. Но само, да кажам, поради неговото влошено здравје на негово место дојде и по негова иницијатива дојде и нашата нова диригентка Ивана Ѓурѓевиќ Јанков. Тоа е една госпоѓа од Крагуевац, тука веќе 15 години во Штип, веќе Штипјанка. Завршена академија во Белград. Завршена академија во Белград и многу спремна. Со незиното доаѓање, мислам, се препороди хорот. И го совлада македонскиот јазик. И го совлада македонскиот јазик. Само да кажам дека бидејќи составот беше 70-80% пензионери, со гласовни можности со више при крај 70, некои беа преку 70 години, па така решивме на едно собрание да полека да ги ослободиме тие луѓе, бидејќи гласовните можности и капацитети не беа како нашите, да ги ослободиме и да формираме, да го подмладиме градскиот хор, така да дојдоа и нови членови. Диригентката доведе и некои од УГД, од низиниот факултет, што исто овде сакам да спомнам за неа, дека таа е еден голем ентузијаст, голем работник. Одржуваме по 3 проби во неделата од 6 до 8 часот и толку има добар метод на работа. Таа ги синхронизира сите гласови, например тенор, сопран, алт, бас и така ги укрстува, ги синхронизира и јас самиот како прв тенор добив една голема сигурност и голема самодоверба во себе и осетив дека има голема разлика и напредок во моето пеење, во моето учество со доаѓањето на диригентката. Само ми кажи, дали имате конкуренција со други градски хорови во Штип? Па јас колку што знам, овој пензионерскиот хор продолжува да обстојува. Едно време беше со мали прекини, но мислам дека и сега почнува да се обновува и тој е исто добар. Него исто тој па има поддршка, го финансираат пензионерите, мислам фонд на пензионерите. Тука постои црковниот хор кој го имам слушан, исто е добар. Тој не е конкуренција со духовна програма со овој, да, така, не за конкуренција, него сакам да кажам дека треба да има повише такви хорови покрај градскиот хор, да ја представат општината надвор во Македонија и надвор од границите на Македонија, во странство. Пуштувам гледачи и повторно од репертоарот на градскиот хор со диригентката Ивана.
Шопов, да кажеме дека покрај тие проби, рековте 3 пати во неделата и така натаму, редовни сте на сите проби, а тоа ќе рече дека имаме и награди, признание и така натаму. Трудот се исплаќа музички, нели? Така е. Па со целокупната ангажираност на диригентката, нејзината самопрегорност и жртвување, дојдоа и неминовно дојдоа и резултатите. Па така имаме учествувано во Македонија во повеќе градови, како Охридски и Староградски средби, Битола фест, каде што исто освоивме први награди. Па имаме на Каменичко лето Каменица, во Радовиш, потоа ќе кажам, во рамките на Македонија ние како градски хор одржавме минатата година прв наш фестивал. Значи самостоен фестивал на кој што ги поканивме гости од Бугарија, Кюстендил и Ботевград, од Радовиш, од Македонска Каменица, сите тие хорски групи и пејачки, и организиравме па околу, може да имаш околу 100 членови од другите места и многу убаво се дружевме. Тој беше прв фестивал. Потоа отидовме и ние учествуваме во Бугарија. Во Бугарија, во Кюстендил, на Пеј срце се викаше фестивалот. Првото гостување освоивме 2 гран при, значи тоа се најпрестижните први награди. Во конкуренција тогаш беше со нас и Раде Рогожаров, член. Освоивме 2 гран при награди. Потоа, одма наредната година освоивме 2 први награди. Во хор, машкиот хор, кој го состави диригентката Ивана, значи тој се состоеше од само машкиот дел и комплет со целиот градски хор освоивме исто прва награда. Тоа не се мали успеси. Па потоа гостувавме во Ботевград и таму бевме добро примени, се здруживме, тој малку пензионерски хор е, дури сите се повозрастни, да речеме, од нас, али многу добар хор. И потоа ние и возвративме посетата која бевме, и возвративме на нашиот фестивал, ги поканивме, па ги прошетавме и прошетавме тука да ги видат нашите убавини и беа многу задоволни. На домашен терен сакам да прашам, дали сте учествувале на Штипско културно лето? Да, добивате ли покани? На Штипско културно лето сме редовни учесници со наш репертуар од неколку песни. Па понатаму оддржавме и, да не заборавам, уште во библиотеката, кога се формираше новиот амфитеатар во библиотеката, одржавме еден многу добар концерт на градскиот хор, целовечерен концерт во рамките на Штипско културно лето. А и мислам дека и оваа година во рамките на Штипско културно лето ќе учествува градскиот хор со целовечерен концерт. И ќе биде добро. Минатата година, пред крајот на новата година, учествувавме и во Домот на младите со наш самостоен концерт, кој што беше доста успешен. Исто сакав да кажам дека надвор од рамките надвор од границите на Македонија учествувавме певме во Драч, Албанија, со наши коли, со наши трошкови, да речеме, утинија многу, да речеме, сакавме да патуваме, да учествуваме, но финансиите секој се горли проблем, но смогнеме, нали, со наши финанси, со наши средства отидовме и си поминавме, одмор искаравме 5 дена, супер. Отидовте дури до Јонско море, Да, супер беше. А знаете понекогаш и да ја испеете химната по потреба во собранието, нели? Да, химната редовно ја вежбаме и кога не повика локалната самоуправа, бидејќи ние ги представуваме и имаме успеси, ја представуваме општина Штипи, обавезно и химната, па и еве сега кога беше Холокаустот на евреите, ја пеевме и 2 еврејски песни ги пеевме и мислам сите беа задоволни од нашиот настап. Поштовани гледачи, и повторно ја листаме песнарката на градскиот хор. Останете со нас. Ima jedna pesna o
Gospodine Šopov, го продолжуваме разговорот, секако се разбира музички. Били сте члени на други културно-уметнички друштва. Мала историја за тој дел? Да, покрај учеството во градскиот хор, имам учествувано во КУТ Тоска, културен ансамблот Тоска, начело со Благој Ѓоđев. И таму бев член на пејачката група, која го придружуваше ансамблот Тоска, значи играорците. Ние бевме како пратечка група која на многу песни кои ги играа играорците, ние ги пратевме. Например, со нашите гласовни можности почнувавме и пратевме како пратечка група. И со него исто учествувавме, бевме во Франција, бевме во Португалија, бевме во Србија, бевме во многу други места и исто сум му благодарен на Ѓоđев за организацијата на тие патувања. И денес соработувате ли? Па, јас сега после Тоска преминав и во култ Христо Донев учител. Учителот, да? На покана на директорот Благој Донев, поминав таму и сум многу задоволен. Исто и кај нив пеам македонски песни. Во паузите кога игроците се преоблекуваат, јас пеам македонски песни, 3-4 песни и сум добро примен.
да кажам дека и со нив имам доста патување, имав 2-3 пати за Босна, во Живинице, Босна и Херцеговина, има во Ресавица, сега бевме скоро во Србија, сега во Бор треба да одиме, а сега бевме и во Бугарија на 2-3 пати, сега треба да одиме од 22 јули оваа година, треба за Полска едно 10 до 12 дена. Тоа се плановите и програмите за градскиот хор. Не за градскиот, тоа се плановите и програмите за Кут Христо Донев учител. Аристо учителот, добро. Така. Сега за плановите и програмите на градскиот хор, дека сте денес редовен член? Па вака, за понатаму за плановите на градскиот хор ќе кажам дека очекуваме сега да го организираме вториот фестивал, што го организиравме лани првиот, значи наш лично фестивал, што беше во домот на младите, ќе го организираме него. Потоа ќе учествуваме во Бугарија, сме поканети на еден целовечерен концерт во Кюстендил. Они беа многу задоволни од нас, бидејќи таму се покажавме во вистинско светло и не поканија на нивни трошок, само да идеме и целовечерен концерт од саат, час и половина да држиме во Кюстендил. Мислам дека треба да одиме и во Ботевград. Нешто диригентката ни кажа дека има контакти за да гостуваме во Фиренца, во Италија и во Грција. Да. Активности има секако. Има активности, само да има. Почитувам гледачи, и повторно со групата Градскиот хор од нивниот репертоар се разбира. Stara
Шопов, долго време се занимаваш со музичка активност. Твоите желби, твоите забелешки, како живее музички Штип? Имаш твои предлози? Така, јас покрај учеството во градскиот хор и овие наши прилики на музички план, еве, постојањето на пензионерски хор, па пејачката група Орнаменти, викам, многу сум задоволен да речеме да има и други, еве, црковен хор, тај си е во духовниот развој. Сакам да кажам дека сакам да има други пејачки групи, хорови, детски хор, например. Детски хор да се формира, кои ќе представуваат нашиот град на повеќе средби, на повеќе манифестации, надвор во Македонија и надвор од Македонија. Па да се одржуваат редовно фестивали, концерти, забави, по разни поводи, свечености, и кои би го збогатиле целокупниот културно-забавен живот во нашиот град и пошироко. Па и ово да спомнеме дека овај нашиот прекрасен Макфест продолжува да живее и да има и фестивали на народна музика како што беше во Валандово, да има некоја озбилна музика. На тај план мислам да има повеќе активности, да има повеќе да работиш на тој случај. Да работиме сите, да работиме сите. Почитува тоа. Тоа ми се на мене желбите. И еве и ова да пофалам дека ова ваша емисија, вие како водител, да има, да речеме, оваа прекрасна емисија да има и друг поширок размер, да речеме. Да се множат вакви емисии. Да се множат вакви, така е, да се множат вакви емисии, да има повеќе луѓето да се забавуваат, не да се затворат во себе или да се со нивните проблеми, да има разумна еве да одржуваме концерти на повеќе катчиња во градот, Бриони, што беше. Се носите ли со идеја да го проширите во оркестарот ваш? Па може, оркестарот може да се прошири сега. За сега одиме со музичкиот дел го составуваат гитари, 2 до 3 гитари и 2 мандолини, примчиња. Тука е, да го спомнам, познатиот виртуоз Чичев и Бојат, батератко Бојата, кој прекрасно свири и мислам дека би требало и со некој инструмент, може и хармоника, нешто, кларинет малку, за песните, овие народни изворните песни. Инструменталниот дел да биде побогат. Така, да биде побогат со нив. Да си кажеме отворено, Мити Шопов, времето ни истече. Од името на телевизија Ирис, голема благодарност што учествуваше во оваа емисија. Да ви се множат наградите, фестивалите, признанијата, да обстојувате, да ви доаѓат подмозок и така натаму, што тоа ќе рече дека ја сакате музиката и го сакате вашиот роден град, нели? На крајот јас да кажам дека од моје име и од името на целиот градски хор сакам да ви се заблагодарам на вашата покана, што ни возможивте поблиску да го доближиме, да речеме, нашиот градски хор до сите гледачи и граѓани на Штип, на ова наше културно-забавно поле. И нека знаат дека Штип е музички град и дека да се и понатаму треба да остане. И така треба да остане понатаму. Ви благодарам на поканата. И благодарам и од моје име уште еднаш. Почнувам гледачи, тоа беше се што ви подготвивме. Се надевам задоволни. Ве оставаме со добро здравје.